И се сеќам една колешка на работа, јас се спремав за емисија, ми рече, ама ти многу си се здебелила. А сега сум реално многу здебелена. Тогаш не бев. Тогаш не бев и потоа имав гостинка која што исто така ми кажа: "Леле, Жане, што си направила бе ти со себе?" И јас прв пат тогаш кажав: "Бе луѓе, јас само да ви кажам дека не сум толку здебелена колку што сум бремена." Немав мачнина, немав проблеми со повраќање и немав губиток на енергија. Напротив, се осеќав многу нормално, одев цело време на работа. Правев емисии, факт е дека масата беше нели до појас, па и не ми се познаваше толку. Само нели столчето ќе си го оддалечев од масата за топ тема. Одев и на код. Меѓутоа во последниот месец, да речеме во предпоследниот, во 8-миот месец, требаше повеќе да внимавам, ми рече докторот. Се нека си тече нормално, ама малце внимаве. И јас како анекдота го кажувам ова, секако се сеќам дека имавме една топ тема на која што беа поканети новинари и беше поканет Ала Џафери. Во тоа време беа актуелни и бомбите и лентите од бомбите, преслушувањата на материјалите, меѓутоа се донесе закон, да речем, уредба дека нема веќе да бидат докази и дека се што се пуштило до тогаш се пуштило, веќе ние новинарите не можеме тоа да го сметаме и да го објавуваме. И ние новинарите и јас како водител почнавме да се расправаме со господинот Џафери како е тоа можно, па не може така, па тој се расправа со нас. И толку жолчна беше расправата да на крајот од емисијата ми се јави гинекологот и ми кажа: "Снежана, те молам веќе да не каниш вакви гости, ако може, во емисија, бидејќи ти си веќе треба се пораѓаш."